Почитувани медиуми, со денови пратениците на ВМРО ДПМНЕ во Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на секој можен начин го блокираат изборот на нови уставни судии. Типично за ВМРО ДПМНЕ, секогаш кога се носат одлуки кои што се важни за правниот систем во државата, тие обструираат, блокираат, прават тензии и се закануваат. Така беше и при изборот на државен јавен обвинител, така беше за Законот за јавно обвинителство, така е и сега, кога треба да се изберат уставни судии. Повеќе од една недела во комисијата гледаме нервозно, вулгарно однесување на пратениците на ВМРО ДПМНЕ, кои што по секоја цена се обидуваат да го пролонгираат изборот на уставни судии. Како ВМРО ДПМНЕ го замислува правниот поредок, говорат и нивните предлог кандидати за уставни судии. Меѓу нив, освен што е мајката на еден председател на совет од ВМРО ДПМНЕ во една скопска општина, тука е и Воислав Димовски, обвинител од Охрид, кој доби кривична пријава затоа што, замислете, намерно и свесно застарувал истраги за сторени кривични дела. И тој, како и доста функционери на ВМРО ДПМНЕ, е фатен со рацете во медот, а партијата ВМРО ДПМНЕ, замислете, го предложи за кандидат за уставен судија. Почитувана јавност и почитувани медиуми, ваквото неодговорно и несовесно однесување на пратениците на ВМРО ДПМНЕ нанесува штета на судскиот систем во државата. Како што веќе знаете, Уставниот суд во моментов работи на граница на кворум со 5 од вкупно 9 предвидени уставни судии. Во ноември истекува мандатот на уште еден судија и доколку не се изберат нови уставни судии, државата може да влезе во уставна криза, затоа што со 4 судии во составот, Уставниот суд не може да одржува седници и не може да носи никакви одлуки. Очигледно, тоа е и намерата на деструктивното и антидржавничко ВМРО ДПМНЕ, меѓутоа ние, како парламентарно мнозинство, тоа нема да го дозволиме. Ќе ги искористиме сите механизми во ова собрание, ќе ги издржиме сите притисоци и заканите од страна на пратениците на ВМРО ДПМНЕ, уставните судии ќе бидат избрани, а Уставниот суд ќе работи во својот полн состав. ВМРО ДПМНЕ уште еднаш ќе биде поразено од страна на правдата. Ви благодарам.